Почитувани гледачи, добро вечер. После еден подолг период повторно пред камерите и вашите телевизиски екрани, јас, доктор Бошко Томовски, специјалист невропсихијатар, со мене посебно драг гост, кого со голем почит го побарав и прифати да биде наш гост во оваа емисија, е госпоđа Маја, јас само то ќе кажам да е госпоđа Маја, психолог, а кога она ќе се представи, ќе го каже целото име и презиме и нејзината професија. Наиме, се наоѓаме во едно драматично време, во една многу специфична состојба и ситуација каде што доминантно кај сите нас, почнувајќи од мене па до најширокиот круг, е присутен стравот, во овој момент присутен стравот од непознатиот непријател COVID-19, меѓутоа тој страв е веќе сега многу повеќе изразен во однос кај народот, во личностите на било која возраст, каде што причините често пати во психијатријата за таков страв, велиме страв, кој лебди во личноста на човекот. Наиме, јас ќе зборувам вечерва за анксиозност или чувство на присуство на претерано голем страв во личноста, чувство на присуство на уплав, на загриженост и чувство на еден несовладлив страв, чиј извор е непознат. Самиот збор анксиозност или страв значи збор кој потекнува од латинскиот збор anxietas, а што значи во превод уплав, значи страв, бојазност и така натаму. Во сите ординации и во разговорот со моите колеги, во еден добар дел се сложуваме дека ова анксиозност сега е многу повеќе присутна и зголемена масовно кај луѓето, не само од COVID, него и од други општи состојби кои го загрозува животот, при што се сложивме дека над 85% во било невропсихијатриските ординации или ординациите по интерна медицина или било кај колегите по општа медицина е присутен фактот на состојба тесно поврзана со стравот, во која што личноста го опишува тој момент во себе као една голема напнатост, као голем внатрешен немир, една непријатна нелагодност, како напнатост со која или преку која мисли дека му е загрозен животот или загрозен животот на своите најблиски во семејството, што всушност е главниот момент за присуството на ова состојба наречена анксиозност или страв. Во разговор со повеќе пациенти, секогаш во нив доминира моментот на лошо предчувство присутно во нив, некоја тескоба која сигурно ќе делува или ќе заврши кобно по нивната личност, по нивното семејство, една внатрешна присилност која фактички во личноста провоцира појава на страв кој лебди, а изворот на тој страв е непознат или нејасен за личноста. Таа состојба во која стравот лебди, во која е присутен тој неврзан страв, многу тешко се контролира и личноста која доаѓа во таква состојба има сериозни проблеми со своето здравје, со неможност да ги контролира тие ситуации, да го контролира тој страв. Ќе ви изесам еден случај од најнов. Бев повикан да направам преглед во едно семејство, при што жената зборуваше, иначе интелектуалка, 46 години, зборуваше дека има голем страв, не знае што е то. Дури и покушава да изврши самоубиство.
Во моментот кога почнавме да разговараме, даде неколку битни објаснувања во кои јас го најдов одговорот за присуството на стравот. Наиме, као 14 годишно дете била присутна кога го донеле нејзиниот татко во лимен сандук и се удавил во езерото. Понатаму, од тогаш веќе почнува несвесно да се плаши, да доживува кобни, тешки ситуации, не дозволува или има голем страв да излезе на отворен простор, да се движи без присуство некој со неа. Во лифт не смее да се вози, затоа што и е страв, а често пати со своите раце се фаќа за меѓушите и ланецот кој го има околу себе, што сето тоа правеше да ги смири нејзините ситуации. Во ауто кој нема 4 врати воопште не сакала да се вози, при што секогаш го имала пред себе моментот на стравот кој одеднаш ќе најде и тогаш не знае што да прави. Всушност, просторот да не може да се вози во лифт, големината на просторот 2 метра ширина, метар и пол ширина, односно должина, длабочина 2 метра, односно висина на лифтот 2 метра, ништо друго него ја подсети на гробот кој го видела кај својот татко. Отворениот простор, страв од смрт, присуството на фаќањето на меѓушите или на ланецот, ја веднаш знаев дека има 2 деца. Фактички размислува по нејзината смрт и предсмртниот час на кој дете што ќе му поклони и како ќе му поклони, дали ќе на едното ќе дае ланецот, на другото ќе дае обетките, што сето тоа правеше да има чудно и специфично однесување. Оваквата состојба во психијатријата се вика локус минорис или одговор со слаба точка. Значи, ројот на мисли во главата прават психосоматски со телото, значи психата и ројот на мисли прават да телото реагира адекватно на таа состојба. Од таа причина таквите пациенти најчесто се го манифестира тој страв во вид на стегање во градите, стегање во пределот на грлото, така наречена невротична кредла, во вид на главоболки, болки посебно во слепочниот предел, тешка контрола на стравот кој е кај неа, појава на црвенило, тресење на рацете, осет дека губи снага и препознавање со рацете одредени предмети кои ги допира, со присуство на еден јак замор, со пад на концентрацијата интелектуална, што сето тоа заедно со другите додатни моменти чинат дека е загрозен животот, а всушност не е свесна дека тоа е одговор на телото со своите соматски реакции. Поради што личноста во такви ситуации често пати ажурирано брзо бара помош за нешто што всушност не е така драматично и не е така опасно што и го загрозува животот. Појавата на ова состојба се доградува со лош сон, лошо спиење, ноќни кошмари, краток сон, будење често во спиењето, со други невозможности на интелектуално и физичко ангажирање. Управо тоа се основните карактеристики кои најчесто пациентите ги опишуваат во присуството на стравот. Стравот секогаш има различит интензитет, така да временски некогаш знае да трае многу долго, некогаш многу кратко, што зависи од причината што провоцира стравот. Ево овде ќе изнесам еден случај карактеристичен за една ситуација на одреден интелектуалец, директор на една, да кажам, позната фирма кај нас во Струга. Тој човек имаше една голем
имаше една состојба на голем страв во него дека ќе го погоди инфаркт. И секогаш кога ќе добиеше стегање во градите, мислеше дека да, веќе јас добивам инфаркт. Трчаше и бараше помош во болници. Всушност, тие промени кои ги покажува кардиоваскуларниот систем во вид на такикардија, во вид на екстрасистола, на зголемен притисок, на прекордијални болови во градниот кош, секогаш доведуваат до еден жесток страв, поготово ако уз тој страв се присутни симптоми као што е гушење, као што е проблеми со недоволното присуство на воздух, дишењето во вид на каскади, сето тоа доведува до зголеменост на стравот. Ништо помалку во оваа ситуација не е заштитен ни дигестивниот тракт, односно органите за варење. Значи, кај таквите пациенти, као присуство на овој нејасен страв кој лепти во нив, е присутна диарејата, кај некој е, напротив, обстипацијата или тешка столица која се задржува долго во телото, појава на гадење, повраќање, со еден момент на изразен, да кажем, присуство на горушица и киселина во желудот, гасови и ред други надразби на цевата ја дополнуваат сликата на овие соматски тегоби или реагирање на телото врз основа на психичките симптоми кои стојат кај него. Ништо помалку ни психичките симптоми не се одсутни. Лошата концентрација, слабо памтење, лесна психичка замореност, сон со каскади, со морија и нејасно спиење и утро со будење со замор. Сето тоа ја дополнува сликата клиничка на овие болести, каде што не случајно за сите ни важи едно правило, дека тие болести, односно тие состојби од типот на анксиозност се ништо друго него извор на сите емотивни пореметувања. Инаку, дијагнозата многу лесно се поставува во оваа ситуација. После разговор со пациентот, после извршени додатни параклинички прегледи, со користење на други информации, сето тоа заедно квалитетно допринесува во солидно дијагностицирање на болеста кај пациентот, односно состојбата. Лечењето трае малку подолго време, се до оној момент додека личноста не почне да ги препознава сите тие моменти кои се причина за таа состојба во која се наоѓа. Инаку, во терапијата се користат различита група на лекови, почнувајќи од анксиолитици, лекови за ослободување од стравот, денес имам перфектни лекови, изузетно добро се поднесуваат, не даваат зависност, понатаму лесно ја совладуваат состојбата и помагаат на пациентот, се користат разни други седативи, се користат разни други антидепресиви и така натака. Меѓутоа, оно што јас сега сум овде и што зборувам, посебно можам да кажам една голема благодарност на госпоѓа психолог Маја, која скроз или низ нејзини случаеви од праксата која има, ќе зборува исто за стравот само кај младата популација, во кое познавање на материјата можам со еден пар екселанс да имам голем почит пред госпоѓа психолог која навистина солидно ја познава работата. Во овој момент ќе предложам госпоѓа Маја да зборува, бидејќи дубоко сум убеден во нејзината стручна и професионалност, на голема среќа, на Прилеп, во најскоро време се отвора и ординацијата психолошка во која ќе ординира госпоѓа Маја со своите пациенти, односно со своите граѓани од Прилеп, за да им
помогне да ја совладат ова драматична ситуација на стравот. Му благодарам на докторот невропсихијатар за поканата во неговата емисија. Јас сум дипломиран психолог Маја Димовска-Јандреска и соработно искуство со школски деца како стручен соработник во основно училиште. Од моето работно искуство како школски психолог, значи често може да се сретнеме со ученици, односно деца на кои што манифестираат различни видови на чувство на страв, бидејќи причинителот е различен. Значи сретнуваме деца на кои што им е потребна нашата помош и на кои што треба да се навремено реагира. Како од некои случаевите на кои што имам работено јас, би одвоила неколку, од кои што првиот е ученик во пубертет, кој што манифестира недолично однесување, кој што го прекршува ученичкиот кодекси и неговото специфично однесување. Да, значи неговото однесување кој што ги нарушува приватноста на неговите соученици, а исто така и на наставниците. Станува збор за ученик од 14 години кој што има нарушено однесување и во одреден момент е забележан дека подолго време во тоалетот од наставниците и од женскиот тоалет на ученичките ги посматра преку зидот и сето тоа доаѓа до значи професорката која што го открива нештото ме известува мене како стручен соработник дека на тоа дете има потреба од разговор, додека се во таа алармантна состојба, додека ученикот е викнат, на почетокот покажува храброст дека може нештото самиот да го контролира, дека тоа е во ред, но кога со тој ученик го продолживме разговорот, едноставно манифестираше некоја си форма на страв која што беше адаптирана на необјасливо плачење, тресење на рацете. На тој ученик му донесов до знаење дека треба да бидат известени неговите родители за тоа однесување и неговата манифестација на страв стана по високо ниво. Беше одлучен да го решиме тој проблем, значи заеднички, но бидејќи станува збор за малолетен, неговите родители заслужуваат да знаат за неговото однесување и однесувањето кое што ги прекршува сите тие правила на однесување во таа средина. Значи тој проблем беше еден од поголемите кој што родителите кога се запознаа со тој проблем Претходно рековте, опростите што се мешам, претходно во разговор со психологот објасна дека ја молел едноставно да не разговара со родителите, бидејќи има голем страх од родителите како ќе биде сватен. На тој коментар госпоѓа психолог многу професионално пришла со смирување, али ипак го обавила разговорот со родителите затоа што истината на битот што се случува. По разговорот со родителите, значи состојбата со тој ученик се стреди во текот на времето, така што таквото манифестирање не се повтори. Да ве замолам, опростите за еден момент што се мешам. Мене ми објаснивте, детето плачеше, молеше, не сакаше, се тресеше, дрхтеше целото, го губеше гласот, беше во една безумносна паника, на страв, кога му спомнавте дека неговите родители ќе бидат известени. Да. А за тоа предстои, значи за сето тоа стои едно растење во средина каде што авторитетот во домот го има таткото и каде што последниот збор е негов и често трпел малтретирање за сите грешки направени во неговиот дом, значи и надвор од него. Така да детето било изложено на многу малтретирање и беше исплашен во врска со тоа дека ако повторно неговиот татко ја разбере таа ситуација, дека ќе биде во истата таа состојба. Значи вие како психолог утврдивте дека изворот на стравот не е неоснован, вистински од силното физичко и психичко малтретирање на родителот, при што детето страв да не се повтори тоа, молеше да му се
молеше да му се таа ситуација да се реши тука, но сепак значи гневот детето што го чувствувало, што не може да го изрази дома, го изразува надвор од домашната средина и тоа се причини што при тие таквите семејни насилства често ги има и децата таа агресивност, таа неслобода што ја има дома ја изразуваат надвор на улица или во училиште или со своите врсници. Додека за вториот случај, каде што станува збор за помало дете од рана возраст, каде што детето четврто, петто одделение, кој што е одличен ученик и кој што добро се справува со наставната материја и зададените задачи од неговиот одделенски наставник, во наредната година наставникот забележува знаци кои што кај тоа дете... Попросите, тоа дете било одличен ученик до третото одделение, во четврто одделение припремено по наредно одделение, станува сосем спротивна личност од тоа што беше претходно. Значи то не може да го препознае ни неговата наставничка која го водела и веројатно барала помош од вас. Значи таа побара помош затоа што ги забележала првите знаци на тоа несоодветно однесување на тој ученик за тоа што е еден од подобрите. Значи детето, иако е присутно на час, тоа не ги следи часовите, не ја сработува зададените задачи и е отсутно надвор од самиот домен на наставата. Но при првиот разговор детето, значи тие деца, пошто во таа средина не викаат наставнички, не викаат психолог, кај јас не ве гледам вас, ги гледам тие зад вас. Јас почнав да чувствувам некој страв зашто на детето мислев дека му се случува нешто поголемо. Многу точно ми го објасните, као што мене ми го објасните на гледачите. Рековте, наставнички, ја вас не ве гледам, позад вас гледам црвени очи, големи црвени очи кои гледаат директно во моите и не можам да го тргнам погледот од нив. Значи таа ситуација за мене навистина беше страшна зашто станува збор за мало дете кое што навлегло во нешто во кое што треба да се работи за да биде свесно за нештото. Значи детето се потруди, навистина исто и јас работевме заедно, преку цртеж ми објасни целата ситуација што се најдува во тоа што во цртежот ми го објасне личноста која што се движи, има црвени очи и лавиринтот некој си 7-8 врати, каде што ако се заклуча вратите, тој нема да излезе, дека тој и неговото семејство ќе бидат мртви. Значи, по завршување на разговорот со детето, јас истражував, што е нормално, зашто станува збор. Значи, станува збор за нешто што е многу актуелно кај нас сега во моментот, а тоа е да го кажеме како што е популарно сајбер насилство, односно интернет насилството, каде што детето играло игри со хорор верзија. Значи хорор верзијата на играта е каде што девојка со црвени очи го убива своето семејство и ги заклучува сите врати, има ковчези, ако не успеш да излезеш од играта си мртов. Сега, значи работата е во тоа што станува збор за дете од мала возраст, каде што тоа неговиот мозок се уште не е способен да ја разграничи таа можност од реалното и имагинативното. Значи, тоа влегло во светот на играта, што често му се случува на децата од таа возраст, каде што го чувствуваат тој страв дека нешто ќе се случи на неговите најблиски и неговото семејство. Ако не го стори тоа. Ако не го стори тоа што се бара од него во играта или ако не ги отклучи тие врати. Значи тој проблем исто така го решивме заедно со неговите родители кои што навистина има разбирање за нештото, каде што детето беше оттргнато од тие видеоигри, беше постапено, значи со разговори, контакти, за да може да се реши таа ситуација, за да го свати тоа дека тоа не е реалност, дека всушност станува за нешто што е нереално, но сепак за тие дечиња да го разбера сето тоа му треба време и му треба начин и правилно разбирање од страна на родителите, а и наша помош, за да може да го совлада тој подсвесен страв. Право сте, значи неговата зрелост на децата и зрелоста на возраста не дозволува да ги разјаснат многу работи што подоцна се жртви во понатамошниот тек на развојот на личноста, значи тоа му останува како белек и тој страв го чувствуваат при секое наредно. Управо така. Ово изврсно го кажавте, въпросите што се беше, значи уште еден карактеристичен момент на две стории, на две различити личности, само сега не кај возраст, него кај деца.
што посебно благодарам ово што госуѓа психолог ни допушти да ги чуеме тие случки. Опростите. Значи, фактори кои што се многу битни за формирање кај личноста на една индивидуа, односно една млада личност која што треба да се оформи, да продолжи да функционира како единка, значи има повеќе фактори, но ние денеска ќе издвоиме некои од нив, како што се самоконтролата. Значи, самоконтролата представува свесна способност за регулирање на импулсите доброволно, со цел да се постигне поголема лична и релативна рамнотежа. Тоа значи да веруваме, значи, во себе си, во тоа што да можеме да го исполниме тоа што сме го поставиле и тоа што го сакаме. Исто така важно е да се знае дека за да постигнеме поголема самоконтрола кај нашите деца, за да бидат тие да израсат во здрави личности со добро ментално здравје, таа самоконтрола треба да ја постигнеме уште во раните години, каде што личноста битно е присуството на родителите, вас стручниот тим, да во тие деца и во таквите личности развиете квалитетна самоконтрола за успешност понатаму. Значи, главен фактор се родителите за развој на стабилна личност кај тоа дете. Како друг фактор е несигурноста, односно несигурноста е присуство на инфериорност во личноста како последица на неисполнување на она што го имаме зададено за себе, односно присуство на разочарување, бидејќи личноста често се смета за неспособна да ги оствари за себе своите поставени цели. Значи, друг фактор како битен во развојот на една личност е живоста кај таа индивидуа. Живоста всушност представува интересирање за се околу себе, се за себе и за се околу себе и вклучување и исполнување на сите активности што се побарани од него и побарани, зададени и исполнување на тие цели. Како спротивна карактеристика на живоста е тромоста, односно незаинтересираноста. Незаинтересираноста е сосем спротивна карактеристика на живоста. Што значи личноста не се интересира ни за себе, па ни за другите околу неа, па ни за извршување на своите поставени цели, па ни задачите што ги поставил некој друг. Одлично речено, изврсно речено, можем да ви кажем доста студиозно сте навлегле во аспектот на стравот кај младата популација. Ви благодарам, перфектно го објасните това. Како нареден фактор е импулсивноста кај тие, значи, млади личности. Тоа е моментално реагирање без претходно добро размислување со присуство на непланирано и непредвидливи претходни постапки. Значи, импулсивноста често ја среќаваме кај малите деца. Значи, тие ја користат како да речеме фраза која што можат да ги добијат од родителите се што посакуваат. Значи, најчесто користат емоции како плачење, удирање, тепање за да го добијат тоа што го сакат. Значи, за да постигнеме подобра самоконтрола, не треба уште од мали нозе да се исполнуваат сите барања, затоа што понатаму таа импулсивност ќе му премине како навика, која што ќе треба да се исполнуваат сите нивни понатамошни. Можем да кажем една индискретност за госпоѓа психолог, пошто сум сведок, мајка е на 3 деца, каде што, Бога ми, квалитетна контрола има во таа средина кај што се тие деца и точно секое синче и кетичка сите си го знаат своето место. Тоа сум осведочен во работата на госпоѓа психолог. Благодарам. Извините вака што индискретно кажувам за ваше семејство, али навистина сум изузетно признаден што многу малку има луѓе кои внимаваат да се тоа. Значи, понатаму важна карактеристика исто така е воздржаноста. Значи, воздржаноста е длабока и јасна самоконтрола, свесност во работата, воздржување од нагли постапки и реакции. Значи, спротивно на воздржаноста е невоздржаноста, односно однесување со изразена безгрижност, без воздржаност од нагли постапки и реакции. Значи, тоа е оно што го кажавме и претходно.
Додека пак објективноста е објективен начин на однесување кај една личност и таа личност е темелна во вистинските ситуации, односно независно од субјектот и од неговото мислење. Додека за разлика пак од објективноста, од субјективноста ние преосетливоста, односно тоа е спротивна карактеристика каде што личноста често е измамена, изманипулирана и злоупотребувана. Имавте прилика да видите од докторот невропсихијатар и од госпоѓа психолог приказ на 4 случаи каде што присуството на стравот е од најрано време битен фактор во развојот на личноста. Самиот збор анксиозност, кој означува чувство на еден нејасен страв, на еден страв кој лебди во личноста и не може личноста да го препознае, потекнува од зборот анксиетас или анксиозност, што значи уплав, страв и бојазност. Секој страв многу битно е да личноста го абсолвира, го разбере и побара помош за тоа, бидејќи анксиозноста представува врата која подоцна или кај која подоцна се развијат различити други состојби психички од типот на неурозата, на депресијата, на фобијата, на конверзијата и така натака, хипохондријата. Сето тоа, сите тие пациенти и во неурозата, и во конверзијата, и во депресијата, од мое долгогодишно работно искуство, секогаш ги слушам истите скоро зборови во кои пациентот ги повторува по линија на локус минорис или слаба точка, истите зборови као просто да еден од друг ги препишуваат. Секој зборува дека постои стегање во градите, дека имаат тахикардија, дека имаат главоболки и главоболки во степочниот предел, дека имаат тешко голтање со кнедла во пределот на грлото, дека имаат чукање на срцето, дека им се тресат рацете, им се знојат рацете, скоро кај сите овие состојби кои ги претходно споменав, стои се присутни каде што концентрацијата на разговорот, концентрацијата на физичката и психичката активност е лоша, нагоните често пропратени со разни други минус ситуации, што во основата пациентот дубоко е убеден дека таа нелагодност, таа напнатост, таа внатрешна непријатност може да го не само загрози неговиот или нејзиниот живот, него и животот на своите најблиски. Затоа со најголема одговорност, со најголема честност и хуманост, анксиозноста или стравот се перфектно лечи. Имаме изврсни медикаменти кои го решаваат, а при тоа во разговорот е многу битен и така наречениот behavior разговор или психоаналитички разговор, каде што пациентот зборува за своите тегоби, али не е свесен дека веќе он ги проектира своите проблеми, а докторот невропсихијатар веќе има материјал за понатамошно негово лечење. Према тоа, почитувани гледачи, благодарам на вашето внимание. Анксиозноста или анксиетас или уплав или страв или бојазност сигурно изузетно успешно се лечи ако навистина постои взаемна тесна врска на релација невропсихијатар, психолог, социолог, значи еден тимски дел на работа. До нашето следно видување ви посакувам добра ноќ.